Цената на кафето, прашокот, но и низ за други производи постојано растат, сведочат граѓаните на терен во Штип, па како што велат и две сврзуваат крај со крај. Мерките за намалување на производите без ефект, а слична е ситуацијата и со бојкотот на маркетите. Сега замрзнувањето на маржата на производите за нив е незначителна. Оти на веќе покачените цени нема да се чувствува намалувањето од неколку денари. Сега се бале одам земам бурек 80 динара. Беше 65, сега 85. Сега. Иако премиерот секој ден глуме да ова, али не видиме, до сега нема ништо намалено. Кафето беше 90 динара, сега е 200. Скапо е. Скапо и прашокот е накачен доста. Имаше порано опција 9 кила. Прилично добра цена. Сега и таа опција е отидено и ќе мора по 3 кила, помалку. Да се купува за да средствата се намалат тогај. Не даваш повеќе. Па затоа што нема контрола на супермаркетите, на газите нема контрола. Пред намалувањето цените повеќе кратат зголемени. И за обичните луѓе тоа е веќе неиздржливо. Примањето дали е плата просечна, минимална или пензија, тоа е многу тешко од први до први. Е скапо, нема што не е скапо, значи нема што не е скапо. Лажи и преваре дека ово набалено, оно тоа нема ништо. Динар, 2, 3, 5, 10, тоа е неосетно за обичен граѓанин. Одлуката за ограничување на маржите треба да опфати 100 групи производи, а покрај основните прехранбени производи одлуката ќе вклучува и средства за хигиена, бебешка храна и непрехранбени производи кои имаат многу висока маржа, а се дел од основните потреби на граѓаните. Во меѓувреме најавен е бојкот на маркетите и за утре, трет петок поред. Бојкотите на супермаркетите започнаа од Хрватска, а се шират низ Балканот и Европа.